Полека но сигурно, текстилните компании во државава се соочуваат со голем проблем. Се почесто странските партнери ги намалуваат нарачките или комплетно се повлекуваат. Очигледно дека проблем има, затоа што повеќето конфекции веќе не само Штип, туку во цела Македонија се жалат дека доаѓа до одредено намалување на нарачките или на обемот на работа за странските партнери. И според мене тоа е резултат на фактот дека многу странски партнери веќе пробуваат да наоѓаат замена за нашите производители, бидејќи стравуваат дека во догледно време со порасот на платите и со другите промени во Македонија, со влезот во ЕУ, дека ние ќе станеме нерентабилни, тоест непродуктивни за тие пазари и дека нашите цени ќе станат прескапи. Овој проблем најмногу засега се чувствува во Штип, каде во изминатите 2-3 месеци се отпуштени голем број на работници. Конфекциите кои се наоѓаат во нашиот град се малку дефицитарен од работна рака и тие самите што се засегнати од тај аспект сакат нивните вработени да земаат поголема плата, а со тоа барат поголеми цени од фирмите од Запад, кои едноставно со нивниот начин на комуницирање сакат ефтино да направат, а скапо да продадат, и тука функционерите во нашиот град, односно собствениците, се наоѓаат во незгодна ситуација затоа што не можат да понудат плата повисока. Ова е нов сериозен предизвик за компаниите, бидејќи мора да најдат баланс помеѓу се поголемите трошоци во работењето и одлучноста странците никако да не ги зголемуваат цените на кои овде со години навикнале. Ние треба да ги убедиме дека Македонија се уште е конкурентна за тој пазар и дека ќе можеме да останеме конкурентни понатаму, а за да го тоа направиме пак треба државата за евентуалното нови покачување на минимална плата и така натаму навистина да определи една реална помош на овие компании за да не ги покачуваат и да не барат поголеми цени на странските партнери. Затоа што многу пати досега во историјата е покажано дека за 10 до 15 центи за одредено покачување на цената партнерот да спремен да замене во друга држава. Она што на текстилството му се случува сега е неминовно, бидејќи беше сосема јасно дека подигањето на прагот на минималната плата ќе значи дополнителни трошоци кои најголемиот дел од фирмите нема да можат да ги поднесат. Текстилците и кожарите на ова досега укажуваа безброј пати, но иако државата предвиде субвенции, тие во пракса речиси и не стигнаа до фирмите. Со колкав интензитет ќе биде присутен во наредниот период е неизвестно, но во секој случај предизвикот е голем за сите. Можеби тој е и најсериозниот со кој текстилната и кожарската индустрија се имаат соочено од 2008 година, кога владееше големата криза.